Пробиштип е најзагадено и најризично место за живење, вели последното истражување на Институтот за јавно здравје. Направените анализи за хемиска контаминација на животната средина се децидни. Концентрацијата на олово, жива, кадмиум, манган и цинк е поголема од нормалната, што значи дека здравствените ризици во пробиштип се поголеми. Па да, знаеме дека дишеме тешки метали. Ете и каналетките ја тука течат за јаловиште, тоа испарува, ние го удишуваме. Па нормално дека се знае, зашто има народ ако заболеа на пробиштип. Па највеќе од новата болест, највише од неа. Нагло умира народ, рако од тие работи. Смета на целиот град, кога дувне југот, оздоле носе го целиот град. А тоа е прашина што налева и на дишните органи на све. Целиот град го црпе тоа. А кога дувне северот, па надоле достасува до првите села, Неокази, Бучиште, дури носи го таму песок хеловина и што е штетно и за насади на овоштарства и на бавчи кои има и за стока. Најголемите последици од јаловиштето се чувствуваат во Стрмош. Стрмош е второ позагадено со Македонија од јаловиште, од прашината. И затоа ние не можеме да произведуваме ништо. Што значи поголемо присуство на овие метали во средината за луѓето? Има зголемен број на хронична обструктивна болест, која што сепак за која најглавен причинител е пушењето и аерозагадувањето. Но освен за пробиштип, овие тешки метали се ризики за останатите општини во регионот. Подземните води, но и земјоделско-сточарските производи лесно доаѓаат во другите општини, по овој проблем станува регионален. Иако ова е заеднички проблем на оваа тема, градоначалниците од регионот речиси воопшто не зборуваат. Во меѓувреме, експертите пресметале дека за ослободување на земјата од отровите на Злетово му се потребни 11,9 милиони евра. Малку или многу се овие пари за здравјето на сите веројатно не е прашање. Сега рудникот кај пробиштип е во раце на странци, што значи дека отровите остануваат овде, а парите заминуваат во странство. А кој да ги натера да ги почитуваат еколошките стандарди, нема. Пред една година новите сопственици на рудникот започнаа со покривање на старото јаловиште, но делови од него се уште се откриени и ризични за пробиштипи пошироко. Иако проблемот е на негова територија, градоначалникот Тоневски за него се прогласи ненадлежен и комплетната одговорност ја лоцира во Државниот инспекторат за животна средина и газдите на рудникот.